8 часот и 11 минути. Добро утро до сите вас кои што ова утро се будите со утринската програма на Македонската телевизија. Продолжуваме со следниот разговор и тоа на следнава тема. Развојот на општеството, динамичната економија, како и општествените процеси наметнуваат потреба од постојана едукација која што не завршува со формалното стандардно образование. Со таква цел, за сите оние кои што сакаат да се доедуцираат, Факултетот за електротехника и информацијски технологии од УКИМ, преку неговиот Центар за доживотно учење, организира курсеви или обуки преку кои што им се овозможува на заинтересираните да го продлабочат своето знаење од областите кои што ги покрива факултетот, а секако се актуелни и барани. Какви можности се нудат во Центарот за доживотно учење, темата на која што утринава разговараме со магистар Тони Манџуковски, раководител на Центарот за кариера и координатор на ЕЦДЛ програмата при Центарот за доживотно учење, и професор доктор Марија Календар, раководителка на Центарот за доживотно учење при ФЕИТ и на Институтот за компјутерски технологии и инженерство. Добро утро и добро ни дојдовте во утринската програма. Добро утро. Драго ни е што сме тука. Добро утро. Благодариме за тоа што секако ја прифативте нашата покана. Ајде за почеток на разговорот да им објасниме на нашите гледачи од каде произлезе потребата за создавање на еден ваков центар за доживотно учење на ФЕИТ и кога точно е формиран истиот. Да, благодарам за прашањето. Центарот за доживотно учење на ФЕИТ постои, да речеме, со некакви активности и подолго време. Меѓутоа, вака официјално заокружено некаде 2019 година. Решивме дека е добро да имаме во рамките на факултетот и еден ваков центар кој што ќе биде посебна целина, меѓутоа е тесно поврзан со сите активности на факултетот. Идејата е токму она што кажавте, дека постојано се менуваат и технологиите и развојот на технологиите и постојано има нешто ново што излегува во нашава струка, оние области што ги покрива Факултетот за електротехника и информацијски технологии, и секогаш има потреба нешто ново да се научи. Меѓутоа, комбинирано, сакавме да дадеме место и шанса и на оние кои што сакаат да се едуцираат во овие технологии и од почеток, без да знаат нешто предходно, да имаат каде да се обратат. Така да, центарот е формиран со таа цел и со таа насока да дадеме некакви обуки. Се работи за релативно кратки обуки, значи за воведни обуки или обуки за дообука, што значи дека не траат премногу долго, се работи за неколку недели, каде што го поминуваме материјалот и потоа имаме одредени тестови, тестирања за да го утврдиме тоа што што го научиле тие кои што ги слушаат обуките. Значи не се работи за нека класична академија од оние кои што се трудат малце да стигнат со поголемо знаење, туку така да го надополниме она што факултетот вообичаено си го нуди. И верувам дека токму тоа динамично темпо можеби ќе е навистина и попривлечено токму за сите оние кои што се заинтересирани. Би сакал во овој дел да откриеме што точно опфаќа основната дејност на самиот центар за доживотно учење на ФЕИТ. Значи, основната дејност е да имаме централно место каде што луѓето кои што би биле заинтересирани за вакво нешто ќе можат да се обратат. Како што може да се види, нели, на веб страницата на факултетот, имаме неколку делови во рамките на самиот центар, а тоа е курсеви и обуки кои што ние самите ги нудиме, понатаму имаме соработка со надворешни академии и имаме летни школи кои што така претежно ни се насочени за нашите студенти, но секогаш се отворени и за некој друг. И сега, за сите оние кои што се заинтересирани и не следат, би сакал да откриеме какви можности нуди самиот Центар за доживотно учење на ФЕИТ и за кого е предса наменет истиот. Така. Значи, како што реков, наменет е за поголема група на заинтересирани, меѓутоа зависно од обуката за која што би се заинтересирани. Значи, имаме обуките не се поделени во неколку групи. Основни обуки, значи на основно ниво, кој што може да ги следи било кој, без никакво претходно познавање, затоа што во тие обуки се трудиме да започнеме од почеток и да ги воведеме сите концепти и да го научат за окружено тоа познавање, како што се, нели, основно канцелариско работење и слично. А понатаму имаме и групи на курсеви и обуки кои што се за обука, значи за доусовршување, односно тие се наменати за новите технологии кои постепено излегуваат во наша бранша и дури и наши завршени студенти кои сакаат нешто ново да научат или нешто од другите типови на
што ги нуди факултетот. Значи можеме да речеме некој од компјутерско инженерство сака да научи нешто од енергетика и обратно, и можеме да направиме таква некоја дообука, и тука веќе треба некој одредено предзнаење за некој од тие обуки. А летните школи, како што реков, се дел претежно од наставата и за студентите, меѓутоа се обично интернационални, значи може да дојдат и странски студенти и да добијат одредени верификација на тоа што го научиле, значи си добиваат кредити и слично. Да, ќе говориме за придобивките од овие обуки нешто подолу во разговорот. Она што ме интересира е колку обуки се организираат во моментот во Центарот за доживотно учење и на кој принцип се организирани истите? Да, значи обуките ги има вака наведено по голем број, значи некаде 20 на 20 и неколку различни типови кои што сме ги детектирале дека се интересни, да кажам, како што кажав, поделени во одредени групи. Ги организираме во периодов, она што не научи изминатиот период, дека нели можеме да комбинираме, па се хибридно, односно комбинирано организирани. Веќе почнуваме и со физичко присуство, што нас искрено повеќе ни се допаѓа, затоа што така имаме со контакт со слушателите и физичкиот контакт е незаменлив, меѓутоа ги организираме и комбинирано. Значи може да биде и онлайн, полагањето физички, било која комбинација зависно од тоа како ќе се договори групата. Така. Како може да се пријават сите оние кои што се заинтересирани за овие обуки? Потребни ли се одредени презнања, она што и претходно го споменавте, во однос на обуките кои што вие ги организирате? Јасно. Пријавувањето и сите заинтересирани, повеќе детали директно на веб страницата на факултетот може да најдат, има посебен дел за Центарот за доживотно учење. Наведени се сите обуки, сите нивни карактеристики, значи може да разгледаат, да видат што ги интересира и да контактираат со нас. Имаме исто така веб страница, односно имейл адреса кај што може да напишат нивни прашања и понатака се договараме со нив заедно. Во зависно од периодот, неколку обуки во момент се активни. Значи, 1, 2, 3, зависи од обврските и од заинтересираните. Да, рековте, така да се пријат. Во однос на тоа дали треба предзнаење, зависи од обуката. Да, апсолутно зависи од обуката. Ете така. Во однос на самите области, за кои области се одржуваат обуки за основно ниво, а за кои области се одржуваат обуки за она напредно ниво, како што велите? Така. Значи, бидејќи факултетот има основна дејност, нели, едукација на студенти и инженери кои понатака ќе се вклучат во нашето општество, ние и самите студенти ги учиме од основа па понатака. Меѓутоа, во однос на пошироката јавност и оние кои што се заинтересирани, на основно ниво имаме обуки за работа со компјутери, канцелариско работење, значи сето тоа, и тоа ние претежно во соработка со ЕЦДЛ, за тоа Тони ќе може малце подоцна да објасни малце повеќе. А исто така имаме основи на програмирање, основи на бази на податоци, основи на дигитален маркетинг, сега во моментов што е навистина актуелно и спој некаде помеѓу маркетингот и инженерството и така натака, додека на оние што се на повисоко ниво се или напредни технологии во однос на програмирање, кои што се користат денеска, например, додека студираат студентите учат основни работи, а потоа може да некоја специјална технологија да ја доучат. Тие поспецифични курсеви и исто така доста сме фокусирани на новите технологии, IoT, хардвер, каде што правиме комбинација во денешна дигитална општество. Верувам ќе се согласите со мене, основата е најважна да се постави, барем вие тоа на ФЕЙТ одлично го правите, со оглед на тоа што дури пред почетокот на оние додипломски студии организирате подготвителна настава за вашите идни студенти, така што дефинитивно ги одржувате во кондиција во текот на студирањето. Центарот нуди обуки, како што споменавте, од областа на дигиталните комуникацијски вештини, како и дигиталниот менеджмент. Што конкретно фаќаат овие обуки? Значи, тој дел го е организиран од страна на колеги кои што се занимаваат со таа проблематика. Значи, ние имаме студиска програма која што е комбинација од енергетика и проектен менеджмент и ги опфаќаат, значи, баш основите за тоа како треба да се организира одредена дизајн на систем или сите ризици кои што може да бидат да се случат при такви некои активности и сега последното после тој дигитален проектен менеджмент, значи овој дигитален маркетинг го надоврзуваме на тој дел од обуките. Споменавте на почетокот на разговорот, овие обуки се навистина динамични, не траат премногу долго. Што по завршувањето на истите, какви можности им се нудат на сите оние кандидати кои што ќе ги поминат овие обуки?
Така, значи јас овдека само ќе спомнам што од прилика, ќе му дадам после тоа Тони да продолжи со во однос на можностите од ЕЦДЛ. Значи, во рамките на сите обуки, факултетот како институција која што е една од најстарите овдека кои работи повеќе од 60 години, секогаш доделува сертификат од ФЕЙТ. Значи, по завршувањето на обуката, сите слушатели кои ќе ги поминат, значи не е само дека го добиваат, мора да положат и одреден тест, добиваат сертификат од ФЕЙТ дека го имаат тоа потребно ниво на знаење. Меѓутоа, во соработката со академиите и со ЕЦДЛ, добиваат и дополнителни сертификати кои што им се меѓународно признати и кои може понатака да ги користат во својата работа. Така, мислам, Тони може за ЕЦДЛ и ИЦДЛ, уствари, да кажеме. Да, ИЦДЛ како координатор од страна на ФЕЙТ во соработка со ИЦДЛ имаме можност да нашите слушатели на крај после обуката која што ние организираме како ФЕЙТ да полагаат и со положување добиваат сертификат кој што е меѓународно признат и кој што има доживотна важност. Новина е дигиталниот маркетинг, кој што прави комбинација помеѓу нашите електро, да кажеме, афинитет или работи или можности, заедно со актуелната состојба со маркетингот. И така спремивме на динамична програма која што ќе стартува за многу кратко време. Меѓу другите работи, исто така имаме и класични тест, да кажеме, тестирање за познање од компјутерите, кои што се добри, посебно за нашата администрација, која што сега тоа го користи во процесот на преговорите со Брисел. Во однос на обуките, каков е интересот од она искуство кое што го имате досега и за кој вид на обуки има најголем интерес од страна на студентите, но и на сите оние кои што сакаат да ги поминате овие обуки? Па, баш зависно од обуката. Значи, оние кои што се наменати повеќе за студенти, интересот е секогаш за новите технологии малку поголем. Значи, имавме доста интерес за првите обуки кои што ги правевме за IoT, за комбинацијата на тие софтверски, хардверски решенија. Понатака имаше, секогаш имаме интерес за овие основните обуки, затоа што за нив тие се отворени за сите, па се јавуваат од средношколци до постари луѓе кои што сакаат нешто да научат. Така да, зависно, секој обука си има своја публика. Значи, зависно од преференциите на оние кои што секогаш има интерес. Меѓутоа, секако овој дигиталниот дел и комбинацијата дигитален маркетинг, дигитален проектен менеджмент, комуникацијски вештини е тоа е малку. Меѓутоа, ние не идеме никој пат на квантитет, идеме на квалитет. Значи, бараме CV од секој кандидат, битно ние да има квалитет. Квантитетот го ставаме на другите фирми, институции, компании. Нашата цел е сосема друга, пред се ние факултетот и сериозната едукација која што нуди електро веќе 63 години. Да се продолжи тој континуитет на секако излегување на квалитетни кадри токму од овој факултет. Центарот за доживотно учење, како што споменавме претходно, има остварено соработка со неколку интернационални академии, ги користи нивните програми. Кои се бенефитите токму од оваа соработка и што значи тоа за крајните корисници на сите овие обуки? Така. Значи, академиите се една специјална форма, да речем, на соработка помеѓу факултетите и компаниите, кои што се комерцијални компании претежно, кои секогаш се трудат заради ширење на познавањето на нивните технологии да соработуваат со факултетите. И тие академии се всушност материјали кои тие за нивните продукти ги даваат на располагање на студентите и подоцна по тие материјали ние можеме да организираме обуки за нашите студенти, а студентите после тоа да полагаат и да добијат меѓународен сертификат од соодветната компанија кој секако за вработување и за нивната професионална надградба многу им значи понатаму. Значи тоа е таа соработка. Се трудиме ова множество на тие соработки да го шириме. Во моментов исто така сме во преговори со уште неколку академии, така како ги правиме тие, ги вклучуваме во самиот центар. Верувам дека соработката ќе се проширува и во иднина. Уште една активност во склоп на редовните активности на Центарот за доживотно учење на ФЕЙТ е организација на летните школи, она што го напоминавме, како и оние наменски курсеви обуки. Какво искуство имате со летните школи? Кои се придобивките од овие настани? За кои области најчесто ги организирате летните школи? Летните школи ги организираме исто од различни нивоа, значи почнувајќи од тоа подготвителна настава која што исто така може да влезе во рамките на овие летни школи, која е намената за идните студенти, меѓутоа бидејќи се работи за основни работи и подготовка, секогаш сме тука отворени и за поширок круг. Често ни се случува на тие обуки и средношколци да се пријават или вработени луѓе и слично.
Летните школи, баш како летни школи, се од области што ги негува факултетот, зависи од кој институт, значи од енергијата на колегите. Често ја организираме летната школа за мултимедиски технологии, за вградливи системи и слично, и за нив има секогаш голем одзив, дури нема доволно место за сите кои што сакаат тоа да го слушнат. Претежно се студенти или странски студенти кои тоа сакаат да го надградат своето знаење. Тоа е секако информација која што радува и верувам дека во иднина ќе работите токму на проширување на понудата. Континуираното и непречено успешно функционирање на овој центар за доживотно учење со себе носи одредени предизвици и стандарди кои што секако мора да бидат исполнети. Со какви човечки и технички капацитети впрочем располага центарот од неговото формирање па до денес? Можете техничкиот дел, јас ќе технички дел, да. Имаме 3 лаборатории со секоја со 21 компјутер кои што се приклучени на интернет, се со оперативни системи најнови апдейтирани. Значи, од техничка страна сме сосема подготвени, тоа се лабораториите кои што ги користиме и во нашата едукација. А во однос на другиот дел, повели... Значи, факултетот постојано се надградува и во човечки, во технички ресурси. Мораме да сме во тек со технологиите. Секако не ни е лесно во денешни услови, затоа што за тоа треба да така фино средства. Меѓутоа, во однос на човечките капацитети, факултетот секогаш си го негува својот наставен кадар и во рамките на овие обуки секогаш учествува наставен кадар од рамките на факултетот и секако онаму каде што треба да прошириме малку, разговараме, односно ангажираме и луѓе кои што се експерти во своите области, кои не се можеби дел од луѓето како овој маркетинг и слично, кој што не е нешто што е основна дејност на факултетот. Меѓутоа, наставниот кадар, асистентскиот кадар, сите оние кои што ги обучуваат студентите, се дел од овие обуки на факултетот. И во контекст на она што го споминавте, колку овие обуки кои што се организираат во рамки на Центарот за доживотно учење се флексибилни, колку истите ги следат потребите и барањата на современото општество денес? Така, благодарам за прашањето. Како што кажав, значи ги менуваме во текот на времето. Сега имаме некое множество кое што сме го формирале. Оние што се основните, тие остануваат постојано, нормално се надградуваат во материјалот. Меѓутоа, оние што се за новите технологии ги надградуваме со текот на времето. Ако нешто стане поактуелно, ќе склопиме нова обука и меѓутоа и ние тоа го правиме постојано за нашите студенти, така да нема никаков проблем да го вклучиме и за пошироката јавност. И сосема пред крајот на разговорот, тони за уште еден важен аспект, покрај Центарот за доживотно учење на ФЕИТ функционира и Центарот за кариера како врска помеѓу студентите на факултетот и деловната заедница. Како раководител на овој Центар за кариера, која е неговата основна цел и на кој начин всушност го поддржува студирањето на студентите на ФЕИТ, но и на оние кои што веќе дипломирале на факултетот? Ние имаме 3 таргет групи. Првата ние ините студенти, значи средношколците, да ги презентираме нашите програми и да ги понудиме нашите, да откажам наједноставно, да ги отвориме нашите порти. Бидејќи од оваа година нашиот факултет е акредитиран од германската институција АСИ и програмите се со европска важност. Мислам, тоа значи исто како студирате во Германија или Италија, Шпанија, значи било каде во ЕУ, програмите се исти, а вие студирате во Македонија. Откога ќе ги запишеме студентите, во текот на студирањето им организираме обуки од типот за soft skills, обуки за како да изгледа својата кариера, како да подготват CV, како да се представат, подобро да се презентираат и откога ќе завршат, не ги забораваме, преку алумнито еднаш месечно ги дружиме и сме во тек сакајќи да бидат во контакт со факултетот и да тој нетворк се постои понатаму. И би рекол дека навистина студентите на ФЕИТ се привилегирани, бидејќи ретко кој факултет дава таква можност да ги следи студентите во текот на нивното студирање, но и по завршувањето на додипломските студии, како што вие напоменавте. Ви благодарам за денешното гостување и одвоеното време. Дефинитивно концептот на доживотно учење станува актуелен и особено во време на кризиве, кога во борбата за подобра позиција на пазарот на труд се нуди ваква можност за стекнување на нови знаења, но и на доедукација, што секако треба да се искористи добро. Ви благодариме за поканата и за оно што можевме да се презентираме и да покажеме што нуди ФЕИТ. Да, со сите актуелности од ФЕИТ ќе се видиме ние во некое следно издание на Македонија наутро. Благодарам уште еднаш.